Pokojni vi, sadašnje deca da stvojime svet, ušte posredni slobodni da se stega na tebe i neme da napiše nov list. Napred, od srce pušti glas, napred, pojmi nas o nas, u sunce visoko, napred, od srce pušti glas, napred, pojmi nas o nas, napred, zname Boga. Дека на општина Кривогаштани им се потребни уште повеќе дела, дека Кривогаштани и Македонија се сакаат со дела. Денес сме тука затоа што ние знаеме да го слушнеме вашиот глас, затоа што докажавме и покажавме дека кај нас нема празни зборови. Кај нас зборовите се претвораат во дела. Така се сака Македонија, така се сака Кривогаштани. Почитувани, ве повикувам да ја проследиме химната на Република Македонија. Велат, без амбиција и визија не почнува ништо. Без напорна работа не се завршува ништо. Тоа е пат кој бара многу пожртвуваност и енергија, но за нас тоа е обврска која е добиена од граѓаните и таа задача е наша најважна цел. Делата се она по кое што ќе се паметиме и она што остава белек на едно време.
затоа што татковината не се сака само со зборови. Тие што вистински ја сакаат својата земја, работат за неа, ја сакаат со дела и затоа народот на Македонија избира дела. Почитувани присутни, почитувани браќа и сестри, го повикувам човекот кој има значаен и долгогодишен придонес во креирањето на политиката на ВМРО ДПМН, која е препознаена и прифатена од граѓаните. Го повикувам на сцена заменикот на председателот на владата задолжен за економски прашања, господинот Владимир Пешевски. Повелете. Добро вечер, Кривогаштани. Добро вечер, граѓани Кривогаштани. Добро вечер, ВМРО ДПМН. Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија. Дозволете веднаш на почетокот да го поздравам кандидатот за градоначалник и верувам новиот градоначалник, господинот Тони Затковски. Поздрав и до председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Кривогаштани, господин Рубинчо Дуртановски. Почитувани, вечерва овдека сум дојден, сите сме оние овдека собрани во функција да дадеме поддршка на кандидатурата на Тони за градоначалник на Општина Кривогаштани. Но пред да проговорам за Тони, за дел од неговата програма, која што верувам дека самиот тој ќе ја презентира многу подобро, би сакам малку да проговорам за општо за политиката во Македонија и за тоа што ВМРО ДПМН го направи во изминатите 6-7 години. Нема да се задржам многу на проектите и илјадници кои што се реализирани, голем дел од нив на централно ниво, уште повеќе на општинско ниво, туку пред се ќе се навратам на системот на вредности, на начинот на функционирање што ВМРО ДПМН го постави во изминатите години. Имено, за разлика од она што беа политички опции кои што им се нудеа на граѓаните до доаѓањето на Никола Груевски на власт, до доаѓањето на оваа гарнитура на ВМРО ДПМН на власт, беа обично празни говори на митинзи како овој, меѓутоа често пати луѓето забораваа и што било кажано, а уште почесто оние што тоа го имаа кажано не го реализираа. ВМРО ДПМН го смени овој пристап. Едноставно сметавме дека Македонија заслужува да има политичари, луѓе кои што се избрани од народот, луѓе кои што се блиски до народот, но луѓе кои што го даваат зборот пред народот не само како кажан, туку и како пишан збор. Затоа уште во 2006, кога се правеше програмата за усвојување на парламентарната власт, првпат се направи програма во 100 чекори, преродата во 100 чекори, за понатаму да тоа го издигнеме на сите избори на едно уште повисоко ниво. Тоа на овие парламентарни, односно на овие локални избори, кулминира со една пишана програма за секоја општина, за секоја од 70 општини, каде што ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија извади кандидат. Програмите со кои што излегуваме се базирани на поддршка од народот, тие се базирани на идеи кои што сме ги собрале токму од вас, за вашите проблеми, понатаму тие се истите анализирани и од страна на Општинскиот комитет, од страна на постоечките функционери на ниво на општината, но беа анализирани и на централно ниво. Секој од овие програми, секоја, значи, за секоја општина, вклучително и за Кривогаштани, е проверена и позади овие програми стои и ВМРО ДПМН како политичка партија. Затоа сме уверени дека ова што стои во овие програми ќе биде целосно реализирано. Квалитетот на овие програми е нешто што досега е најдобро сработено во Македонија. И не се срамиме да застанеме пред вас, затоа што и во изминатите години дававме вакви програми, и во изминатите години дававме отчет за тоа што го имавме сработено. По некој пат можеше да се случи некој проекти да не биде реализиран. Се разбира, кој работи знае да направи пропуст. Но генерално гледано, преку 90% од оно што сме го ветиле го исполнуваме и речи си секогаш, не речи си, туку буквално секогаш, во секоја општина, за секоја област каде што сме работеле, е реализирано многу повеќе од она што е ветено. Тоа ми дава за сигурност и денеска да кажам дека она што стои во оваа програма ќе биде реализирано, но ќе реализираме веројатно и многу повеќе.
но не сакаме да си го трошиме зборот, сакаме она што се вредности на ВМРО ДПМН, здоден збор, вредност во работата и отчетност на крај целосно да го исполниме. Се наоѓаме во земјоделски крај, сами знаете дека политиките на ВМРО ДПМН во секторот на земјоделие се нешто што досега не беше видено во Македонија. Не говорам тука само за субвенциите кои што ги изголемивме од 6 милиони евра на годишно ниво за цела Македонија на 135 милиони за оваа година евра. Зговорам генерално за поддршката, за намалувањето на даноците на земјоделските производи, намалување на даноците за репроматеријалите за земјоделски производи, една широка политика на давање на државното земјиште на оние кои што се бават со земјоделие. Овие локални избори не се само поддршка за кандидатот за градоначалник. Овие локални избори се во исто време и поддршка за политиките на Никола Груевски, поддршка за политиките на ВМРО ДПМН. Токму од тоа колку гласови ќе освои ВМРО ДПМН на овие избори, колку градоначалници ќе има, директно ќе влијае на силата да ги спроведуваме овие политики и понатаму да ги зголемуваме субвенциите, понатаму да обстоиме на нашите национални вредности. Дојдено е време кога македонците треба да се грижат и за националните вредности, а досега не постои политичка партија, не постои политичка гарнитура, не постои човек подобар од Никола Груевски и тие што се околу него, кои што подобро го прави тоа. Затоа е потребно на 24 овој месец, кога ќе излегувате, да размислувате и во таа насока, дека да, важно е да се избере добар градоначалник, тоа е клучно за решавање на секојдневните проблеми што ги имате. Но решавањето на секојдневните проблеми многу ќе зависи од тоа како тој градоначалник има соработка со централната власт. Не е сеедно дали во дадена општина градоначалникот е од Коалицијата за подобра Македонија, од ВМРО ДПМН или некој друг. Во сите општини, буквално во сите општини, дури онаму каде што можеби не сме биле целосно задоволни од работата на кандидатите градоначалниците кои што ние како ВМРО ДПМН сме ги поставиле, сепак и во тие општини било сработувано, онаму каде што ВМРО ДПМН бил на власт, многу повеќе отколку во општините каде што тоа не било случај. Затоа на овие избори гласате и за поддршката од централната власт на градоначалникот, поддршка за реализација на голем дел од проектите што се наведени во програмата. Оние што можеби ја прочитале програмата, советувам сите барем малку нешто да погледнете од неа, бидејќи секој ќе најде за себе по нешто во оваа програма, ќе видите дека голем дел од проектите имаат компонента на финансирање токму од централната власт. Потребно ни е да имаме градоначалник од нашите редови, за да можеме она што е зацртано во програмата да го реализираме во целост. Дозволете да се осврнам на уште еден многу важен момент, а тоа е листата на советници. Имено во секоја општина за таа да биде целосно функционална, за да ги спроведува проектите, потребно е да се има способен и квалитетен градоначалник, но подеднакво важно е да имаме и квалитетна советничка листа, да имаме квалитетни советници во општинскиот совет, бидејќи градоначалникот нема да може да ги спроведува проектите со зацртаното темпо, доколку советниците не му даваат поддршка. Затоа, на 24-ти, во исто време кога заокружувате за градоначалникот, треба да заокружите и за советничката листа на ВМРО ДПМН, бидејќи со тоа директно давате поддршка во спроведувањето на оваа програма. Сите луѓе што се на таа листа на советници се проверени, сите луѓе се честни луѓе, сите тие се дале збор пред партијата, дале збор пред својот народ, дека ќе дадат се од себе во спроведувањето на оваа програма, токму и за тоа го заслужуваат вашиот глас, бидејќи преку нивната работа, преку советниците, преку началникот, она што е зацртано во оваа програма ќе биде и реализирано. Дозволете сега малце да кажам нешто и за нашите политички противници, за нашиот главен политички противник СДСМ и за разликата што постои помеѓу нас и нив.
Јас веќе малку објаснив за тоа како се подготвуваше оваа програма. Таа програма се правеше, значи, во еден период, можеби од 3-4 месеци наназад, бидејќи ВМРО ДПМН е сериозна политичка партија. Ние нашите обврски и нашите ветувања не ги сваќаме така лесно. Знаеме дека зборот што го имаме нешто и што го даваме е нешто највредно што може да го дадеме, и од тие причини процесот на подготовка на оваа политичка програма траеше со месеци. Што правеше СДСМ за овој период? Прво направија проблеми во парламентот, подоцна направија бојкот низ улиците на главниот град, па се обидуваат да го прошират низ целата држава, но во ниту еден момент не размислуваа и не го прашуваа народот што им треба. Единствено што ги интересираше е што на нив им треба за да се доберат до власт. Почнаа изборите, тие се уште не излегува со програма. Не излегува со пишана програма за ниту еден град. Сега овие денови гледаме се обидуваат да излезат со некакви предлог проекти кои што се на брзина смислени, кои што се тотално економски неиздржани, без затворени финансиски конструкции, колку да кажат еве и ние нешто сме направиле. Но тоа е подценување на народот. Политичка програма, програма за избори не се прави за 2 дена. Како што едно домаќинство и политиката за едно домаќинство дома не се прави за 2 дена, туку треба секојдневно да работите, така и за самите избори. Значи, СДСМ нема програма. Излегуваат со несериозна понуда, едноставно дека некој треба да им ја даде поддршката, бидејќи тие се СДСМ. Тоа е несериозен пристап во политиката и народот тоа ќе го казни. Но, да се вратиме на кандидатот, значи да се вратиме на Тони. Тони е човек кој што ужива целосна поддршка од партијата, од централата на партијата, од премиерот, од извршниот комитет. Целосно стоиме позади неговата кандидатура и целосно ги презимаме и како партија обврските што стојат во оваа програма дека тие ќе бидат реализирани. Тој ќе има целосна поддршка од нас во сите проекти. Но и на нас како централна власт ни треба Тони, бидејќи проектите кои што и ние сме ги замислиле не можат да бидат реализирани без негова поддршка. А тоа сепак на крај е потребно да има и ваша поддршка на овие избори. Затоа и направивме, затоа и слоганот на овие избори е дека избираме дела, бидејќи ако нешто го карактеризира ВМРО ДПМН, особено во изминатите 6 години, тоа се реални резултати, реални остварувања, реални проекти, реални дела. Затоа викаме, одберете дела, изберете дела на овие избори, изберете го Тони за градоначалник, бидејќи сите така заедно и ние и вие ќе имаме еден поквалитетен живот во општина Кривогаштани. Да сте ми живи и здрави и се гледаме за победата на 24-ти. Драги пријатели, за дела е потребен тим на способни, честни и принципиелни луѓе. Ние имаме таков тим за победи и успеси, луѓе кои ќе ги предводат развојот и напредокот. Ги повикувам да ни се придружат на сцената луѓето кои ќе бидат дел од успехот, дел од победата на овие локални избори. Ги повикувам кандидатите за советници на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија за општина Кривогаштани, Горан Чагаровски, Петре Рајчиновски, Катерина Дивјаковска, Игор Чагаровски, Рубин Ефтимџиевски, Катерина Ацеска, Рубин Станчевски, Веселин Кадински, Моника Ѓорговска, Рубин Дуртановски. А сега го поканувам и господинот Здравко Тренески, носителот на советничката листа на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија за општина Кривогаштани. Добро вечер, почитувани представници од Влада на Република Македонија. Добро вечер, иден градоначалник на општина Кривогаштани, господин Тони Затковски.
Добро вечер на сите членови на Унија на млади сили и Унија на жени на ВМРО ДПМН. Добро вечер на сите гости и сите членови на најдобрата партија во Република Македонија, ВМРО ДПМН. Особена чест и задоволство ми е што сум член на оваа партија, што сум дел од тимот за поддршка и развој на позитивни реформи. Реформи кои ќе го изменат и ќе го подобрат животот на нашите граѓани и ќе направат оваа општина едно прекрасно место за живење. Овие реформи ќе ги постигнеме со заедничка работа и посветеност, но и со ваша неизмерна поддршка како на кандидатот за градоначалник, така и на советничката листа на ВМРО ДПМН. Вашиот глас и поддршка заеднички ќе го оправдаме со реализација на многу проекти од инфраструктурата во општинава, како што се реконструкција и изградба на многу улици и патишта низ општината, за поголема безбедност во движењето на пешаците, изградба на водоводна мрежа и канализација во околните села, изградба на паркови и спортски игралишта за почиста и поздрава средина за живење, а помладите што повеќе да спортуваат и да се едуцираат за поздрав начин на живот. Проекти за подобро и поквалитетно школство на нашите деца, реновирање на училишните згради, уредување на училишните дворови, изградба на спортски сали. Исто така, ќе се одржуваат и трибини за добра земјоделска практика и обуки на кои ќе присуствуваат представници од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, од Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделство и други стручни лица, се со цел за да можат земјоделците да ги искористуваат средствата од ИПАРТ програмите за зголемување на искористување на средствата за финансиската поддршка и полесен пристап на земјоделците од општина Кривогаштани до средства со кои ќе можат да го зголемат сопственото земјоделско производство. За подобрување на културниот живот во општина Кривогаштани ќе се уредува Домот на културата и ќе се дава поддршка на многу културни активности и манифестации. Но, како главен проект и приоритет на градоначалникот и Советот на општина Кривогаштани ќе биде да се овозможат што е можно повеќе вработување во општината, што ќе се подобри целокупниот стандард на живење во оваа општина. Сето ова ќе го постигнеме со масовно излегување и давање на вашиот глас и поддршка на престојните локални избори кои ќе се одржат на 24 март оваа година. Затоа, почитувани пријатели, гласајте за кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН на општина Кривогаштани, господинот Тони Затковски, и советничката листа на ВМРО ДПМН. Да живее ВМРО ДПМН! Благодарам. Драги пријатели, покажавме дека знаеме да ги вратиме вистинските вредности во политиката, како што покажавме и дека до подобриот живот се стигнува единствено со макотрпна работа и со многу труд. И на овие локални избори се водевме од истите принципи, вредности и критериуми. И на овие избори пред себе имавме Македонија и незините интереси и потреби. Во тоа име го повикувам на сцената да ни се придружи човекот кој ќе менува сликата на оваа општина. Човекот кој знае дека треба да се создава и да се гради. Човекот кој ќе донесе природбата во овие краишта од нашата татковина. Кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН за општина Кривогаштани, господинот Тони Затковски. Напред, од срце пушти глас, напред, во иднина со нас, напред, знаме победничко, над нас е веко сонце високо. Ова е борба до последен здих, за ново утре и спокојни дни, за нашите деца да створиме свет, уште посрекни слободни да се, сега на тебе и мене е ред. Со честен труд да е образот чист, спремни од себе да дадеме се, херојско време да напише нов лист. Напред, од срце пушти глас, напред, во иднина со нас, напред, знаме победничко, над нас е веко сонце високо. Благодарам.
почитувани сограѓани и драги пријатели, драги сопартици од големата партија во земјата ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Дозволете да ги представам гостите кои вечерва не удостоија со нивното присуство. Го поздравувам вице-премиерот во владата на Република Македонија, господинот Владимир Пешевски. Ги поздравувам пратениците во Собранието на Република Македонија, Ане Лашковска и Димитар Стевананџија. Го поздравувам директорот на Македонски железници, господинот Оливер Дерковски. И го поздравувам подсекретарот во ВМРО ДПМН, господин Цветан Трипуновски. Посебен поздрав до сите членови и симпатизери на ВМРО ДПМН, Унијата на ветерани, Унијата на жени и движечката сила на ВМРО ДПМН е Унијата на млади сили. Пред нас е уште едно директно соочување со резултатите на нашето работење. Пред нас се локалните избори. Дојде времето уште еднаш граѓаните на општина Кривогаштани да ја одберат политиката на ВМРО ДПМН како најуспешна за еднината на нашата општина, да изберат вистински луѓе кои докажале дека знаат да работат за доброто на својата општина, на своите пријатели, на своите деца. Да изберат дела, а не празни зборови. Вечерва, со гордо крената глава и со чист образ, пред сите ви се обраќам како ваш сосед, пријател, роднина, сограѓанец, како кривогаштанец и како ваш иден градоначалник. Оние што ме познаваат добро знаат дека не ветувам лесно, но она што ќе го ветам го исполнувам. Кај мене празни ветувања и собирања ефтини политички поени немало нема ни да има. Впрочем, тоа е и целокупната политика на ВМРО ДПМН и нашиот председател, господинот Никола Груевски. А тоа е да не се ветува нешто што не може да се реализира. Да се вети само она што ќе се оствари, а да се трудиме да направиме што е можно повеќе. Да ве подсетам накратко, почитувани браќа и сестри, дека одговорно, честно и транспарентно покажавме во изминативе години, заедно со владата на Република Македонија предводена од премиерот Никола Груевски и заедно со советниците од ВМРО ДПМН и коалицијските партнери во Советот на општина Кривогаштани, како може во услови на најголема светска економска криза со голема љубов и посветеност да се работи стабилно и да се подобрат условите на урбаното живење и да се обезбедат услови за поволна бизнис клима во нашата општина. Ветувам дека со сето свое знаење ќе работам да ја направиме нашата општина подобро место за живење и дека ќе изградиме подобра иднина за нас и за нашите деца. Затоа во својата изборна програма имам наведено над 70 проекти кои со оваа моја визија за Кривогаштани ќе станат стварност. Успешна општина Кривогаштани е нашата главна цел што ја споделуваме и за која вреди да се поминат многу непроспиени ноќи. Развојот на Кривогаштани е реален. Нашата иднина е реална. Очекувањата се реални ако начело на ова општина и во наредните 4 години стои градоначалник од ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Поддршката за ВМРО ДПМН значи поддршка за подобра општина Кривогаштани. Поддршката за ВМРО ДПМН значи поддршка за нови проекти во наредните 4 години. Овие локални избори во Кривогаштани сигурен сум дека ќе ги добиеме од една едноставна причина. Ние, членовите на ВМРО ДПМН, во секојдневните средби со вас, не зборуваме за висока политика, како оние од спротивниот табор, СДСМ. Пред овие локални избори, ние одевне од врата до врата, до секој граѓанин на општина Кривогаштани, ги слушавме нивните идеи и сугестии, го почувствувавме нивниот пулс,
чувме кои се нивните потреби и што им е најважно, и тоа го преточиме во конкретна програма со која нудиме визија како општина Кривогаштани во иднина да ја направиме уште подобра. Знам дека тие се обврска плюс, но воедно се и предизвик и мотив и наредните 4 години да работиме уште позасилено и понапорно, уште попосветено, за да ги оправдаме очекувањата на жителите од нашата општина. Затоа, и овие 4 години соработката со вас ќе биде од огромна важност, па ја користам можноста да ве повикам, освен за мене, како кандидат за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, својот глас да го дадете и за советничката листа на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Секој глас за оваа листа значи советник повеќе во идниот совет на општина Кривогаштани. Секој глас за оваа листа значи глас повеќе за остварување на мојата изборна програма. Она што една општина ја прави голема, не е само просторната големина. Она што ова општина ја прави голема сте вие, луѓето кои живеете во неа со секојдневните грижи, проблеми и начините на кои се справувате со тие проблеми. Вие сте оние кои работат, создаваат, кои даваат идеи за нови дела, кои советуваат, кои имаат талент во себе, кои многу мислат добро, кои му мислат добро на својот град и на својата општина. А верувајте ми, Кривогаштани има многу такви своји граѓани и од постарата и уште поважно и од помладата генерација. Ние бевме тука досега за овие граѓани, а ќе бидеме и во наредниот период. Ако сето ова на некој му изгледа тешко остварливо, јас ви велам дека тоа не е така. Единствено што треба да сториме е да ги подвиткаме ракавите, да го искористиме нашето знаење и што е најважно да работиме. Ние од ВМРО ДПМН добро знаеме дека кај СДСМ демократијата е мисловна именка. Во тоа се уверивме откако видовме како ја практикуваа демократијата овде во нашата општина, додека беа на власт и како тоа го правеа на ниво на државна политика во Република Македонија. Криминалната приватизација, затворени стопански објекти, мито и корупција. Ние во нашава општина знаеме многу добро како СДСМ од општина Кривогаштани, која е составена од 13 населени места, направи темен вилајет собственост на неколку членови на СДСМ. За разлика од Социјалдемократскиот сојуз, ние од ВМРО ДПМН, она што ќе го ветиме и го исполнуваме. Така беше во изминатиот период, така ќе биде и во наредниот. Затоа што ние имаме програма Кривогаштани во наредните 4 години да има и нов пазар, и нови улици во сите населени места од општината, и нови канализации и нов водоводен систем. Исто така нудиме голем број на проекти, опфатени со нашата програма. Програмата што ја нудиме е програма каква што е потребна на граѓаните на нашата општина. Тоа е нашиот влог за идните генерации кои ќе живеат во оваа наша убава општина. Почитувани браќа и сестри, секој од нас има визија и свој сон. Заеднички сон мој и на моите сопартици е и во иднина, по победата на наредните локални избори на ВМРО ДПМН, да ја градиме оваа наша општина, општина Кривогаштани. Всушност, ова беше и мојот главен мотив да го прифатам предизвикот да бидам кандидат за градоначалник и во наредниот 4 годишен период заедно со сите потенцијали на ВМРО ДПМН од Кривогаштани да го завршиме започнатото со реализација на нови капитални проекти. Вечерва од оние поважните ќе ви ги споменам. Изградба на индустријската зона во Славеј, изградба на спортска сала во основното училиште Манчу Матак, поправка и санација на магистралниот пат Кривогаштани-Бучин, изградба и асфалтирање на улици во сите населени места, изградба на повеќе наменско спортско игралиште, како и голем број на други проекти. Верувам дека многу граѓани на општина Кривогаштани размислуваат како мене да ја препознаваат енергијата која извира од нашата програма. Со понудените нови конкретни проекти и рокови за нивно реализирање сплотени под слоганот нови дела за нов напредок, нови дела за подобра општина Кривогаштани. Општина Кривогаштани не запира повеќе. Општина Кривогаштани со ВМРО ДПМН е на вистински пат. Да живее општина Кривогаштани,
Да живее ВМРО ДПМНЕ, да ни е вечна Република Македонија. Ве повикувам сите на 24 март 2013 година да излеземе масовно, да гласаме за кандидатите на ВМРО ДПМНЕ, советничките листи на ВМРО ДПМНЕ за подобра Македонија, за подобра општина Кривогаштани. Да живее ВМРО ДПМНЕ! Да живее премиерот Никола Груевски! Да сте сите здрави и живи и на 24 март го очекувам во 3 пати поголем број.